Почитувани гледачи на otv.mk, добре дојдовте во ово неделно издание на Отворени муавети, за што би разговарале на неколку денови пред прочка, ако не за самиот празник, а пред се во што не воведува тој и како ја започнуваме таа подготовка за еден од најголемите христијански празници, тоест Великден. Со нас во студиото е Александар Цветковски, антрополог, етнолог, па може би најкомпетентниот човек во градов да зборува за прочка, затоа што е дел од онаа екипа кој што ја воведа прочка во оние карневалски приказни уште во 90-тите години на минатиот век. Здраво, Александар. Здраво. Како си? Фино. Струката што ми ја работам, секојаш сум фино. Прво, како да ти речам, добре си дојде или добре ни дојде. За прв пат си во новото студио. Вака да го одбележиме, да го почувствуваме и да кажеме дека тргнавме малку неконвенционално, затоа малку изгледа арт, ама и целата твоја и кариера, и професионална, и надвор од музејот што ги работи с работите, некако се поврзани со таа уметничка работа. Значи, ајде да почнеме за... Сега сме во сиропусната недела, некаде на крајот, таа започна минатиот понеделник. Ајде воведине малку од тука и да продолжиме натаму, да стигнеме некаде до Великден повека. Многу теми започнавме. Прво околу уредувањето, значи Емилија баш артистички го уреди се тоа и тоа баш ми мило, мене ми се допаѓа. Другата работа околу струката, во Националната установа Завод и музеј Прилеп ние имаме одделение за социјална и духовна култура и ги следиме обичаите, не само како некогаш се одвивале она по книга да читаме, туку како се одвиваат во секојдневието, кои се измените. Најде и обичаите се жива материја, се менуваат. И во музеот не занима не само каква е верата во нештото, туку какво е и верското поведение, како ние се однесуваме, бидејќи верата е едно, верското поведение е сосема нешто друго. Дори човек да не верува, може да ги прави обичаите и да има верско поведение. И затоа ние гледаме какви се измените, например, Прилеп има поинакви обичаи отколку многу други краишта во Македонија, посебно врзано за гробиштата. Ние во многу прилики одиме на гробиштата, култот на предците е многу јак кај нас, за разлика од некои други места. Источна Македонија става акцент на нешто сосема друго, значи посилно вардарскиот дел ги има тие антички наследено, тие антички некои елементи на обичаи, додека ние овде во тој брсјачки регион, да кажеме, ние си ги следиме оние обичаи кои се нарекуваат народна религија. Значи тоа не е ни христијанство, не е ни паганство, туку верувањето е како една народна религија каде имаме зближување, еден синкретизам, како слоеви. Миксирање на нешто што било и нешто што дошло, да речем. Да, културата ништо не фрла. Културата акумулира, не едното се надоврзува друго и така се гради, така расте културата. Например, во нашите обичаи имаме елементи кои се стари 10 или 15.000 години, со некои елементи кои настанале пред 20 или пред 25 години. Так. Значи, народниот гений, народот гледа што му одговара, во врска со нивното ниво на верување, во врска со притисокот кој го има црквата,
Понекогаш црквата си има кампањи, некои работи да се усвојат, некои да се заборават, некој ги нарекува паганство. Ги гледаме нон-стоп сега, барем во овој 21 век, Точно. па и во 20-тиот имаме медиуми кај што секогаш околу некој празник ќе излезе некој свештеник, ама тоа е паганско, не треба да го правите христијански, вака. На крајот на криштата народот си одбира па да биде некоја смесица која што него му одговара, како се каже. Значи, ништо на христијанството не му смета ако ние ги почитуваме старите обичаи кои имаат, ајде да ги го наречеме така, пагански карактер, макар тоа паганско и непаганско многу тешко може да се оддели. Тоа е начин на живот. Значи, не постои потполно бел човек и потполно црн, не постои потполно грешен човек или потполно праведен. Се тоа е некоја сива зона меѓу сите, така и со овие обичаи. Обичаите се такви какви што се и ние треба да ги изучуваме такви какви што се, а не да кажуваме ова е добро од христијанска гледна точка, ова е затоа што тие се причини апсолутно непотребни. Обичајот е обичај. Ние го почитуваме, обичаите и понатаму си ги исполнуваат своите функции, таа е интегративната функција, да сватиме дека сне едно, дека сне близко. Социјалната функција, да сватиме дека не значи толку многу богатството колку луѓето што кажуваат. И Мерцедес и Фичоваш ќе ве однесе до Битола и наврат, нели? Среќата никогаш не зависело од парите и тие се тие пораки кои старите верувања нас и ден денес ни ги праќаат на некој начин, како еден интервременски се интернет. Порано биле стари верувања, сега ги викат лайф коучинг. Ете така, апсолутно. Само имињата се менуваат, сега... функциите остануваат исти. Ајде сега да влеземе конкретно за сирната недела. Кажи нешто за сирната недела од малку поразличен нагол, од различен аспект. Како почнала, може би само христијанска, може би не е само христијанска, како се спојила, како денеска се... Не знам како денеска се практикува. Како се практикува? Значи, битно е 7 недели пред Великден е прочка. Што значи прочката? Прочката го обележува последниот ден кога се мрси и почнува пост од античко време. Тоаш постот се викал Нестеја. Имаме 4 годишни пости, големи пости ги нарекуваме, од кои за народот е најважен великденскиот пост кој почнува на чисти понеделник после прочка. За свештениците тоа се петровденските пости. Битно е кога паѓа Великденот, а со тоа се одредува и прочката. Имаме подвижен и неподвижен круг на празници црковни. Подвижните сите се рачунаат спрема Великден. Кога паѓа Великден, после толку и толку денови треба да падне. Митров ден, Петков ден, па сите обичаи. Другиот е неподвижен, значи паѓаат на датум тие празници, како што е Божи, како што е Богојавление, како што е Благоец. Се знае, тие се одредуваат спрема некој друг критериум, не спрема Великденот. Значи, центарот на нашата религија е Великденот. Така, И заради тоа 7 недели пред Великден, тој е онај 40 дни период кој е многу важен во христијанската религија. 40 дена му се пее, значи најважниот кога човек умре. 40 дена бебе не се посетува. 40 дена треба да се пости пред Великден. Тоа е тој 40 или 7 недели, тоа е тој таен, едноставно дел од светата тајна, зошто 7 недели се пости, зошто 7 недели се прават други работи. И за да се одбележи Великденот, тој треба да ги започне една цела серија обичаи кои треба да се одвиваат до Великден, за да бидеме на Великден ритуално чисти, самите да влеземе во еден нов период. Некоја што било времето на новата година. Новата година приѓала некаде тука во март, кога во Рим се менувале службениците секаде во провинциите. Ама и логично е, мислам, новата година на природата е кога ќе почне да цути вегетацијата, а не некаде на минус 10 на 1 јануари, како што сме сега. Да, различно. Сосем е логично, почнува да вегетира, да расте, да дава плодови, после тие плодови се користат за време на оние месеци кога нема глад, нема глад, постои. Сега е лесно, доаѓа камион и ти носи, тоа немало кој да ти донеси.
Се тоа многу логично. И има друга, значи обичаите имаат и други функции. Значи луѓето се грешни. Штом се грешни, тие се плашат дека еден ден нема да се роди сонцето, бидејќи сонцето го поврзуваат со Бог, со врховното божество. И имаме многу митови каде што Бог сака да ги казни луѓето затоа што се неверни, затоа што се грешни. Ете го митот за Содома и Гомора, ете го Ноевиот потоп, ете го, значи во тие митологии Ноевиот потоп е еден од серијата потопи кои ги има уште 5400 години пред наша ера. Тогаш почнуваат да се запишуваат потопите, можеби се уште и постари како литературна творба, така да го наречем. И тие се разбира дека се земени, затоа што и Библијата е збирка на поранешни текстови. Значи, многу сте постари луѓето од 2000 години. Науката, сега има некои научници зборуваат како е опишан почетокот на светот во Библијата пред 2000 години, 2000 и нешто веќе, а истовремено имаме фосили кои што се милиони години стари. Точно. И сега, а зошто овие работи не се спомнати во Библијата? Затоа што немале сознание тогаш дека постојат. Немали и друга работа. Верата е вера. Верата не бара да анализираш, бара да веруваш. Тачно. Науката бара да се сомневаш. И сега науката си е наука, терај си е науката, никој не ти смета. А ако веруваш, верувај. Апсолутно. Тогаш не анализирај. Ако веруваш, престани да анализираш. Во тоа е целата тајна на нештото. Веруваш, верувај. Не анализирај. Така е и со Великденот. Значи, Великденот го има припремата, прочка му е припрема и последната недела, значи, ние треба да ги поминиме сите фази. Да ги поминиме фазите на поука. А почнуваат тие фази на поука со митот за Митар и Фарисеи. Потоа за неделата имаме на блудниот син, тие се првите 2 недели, значи од постоењето, и имаме месопусната и сиропусната недела. Последната недела, кога треба ние да ги добиеме поуките. Како ние ритуално да влеземе во самиот пост. Да си помогнеме уште од почеток. Како? Прво те учи за Митар и Фарисеи. Фарисеите се луѓе, значи евреи, кои го толкуваат Светото писмо. Еден од нив, Фарисеј, кажал, па зошто јас би требало да се каам кога сум безгрешен. И тоа самата Библија вика го лути Господ. Затоа што никој не е безгрешен. Со самото раѓање ние ги примаме гревовите, значи. А еден Во Митар... грев сме родени. Во грев сме родени, да. А еден Митар, тој е цариник кој собира данок за сметка на римјаните, бил презрен, не ги сакале. Дури да се доприш до него било голем грев и онечистување, тој дошол и се покајал искрено за она што го прави и дома си пошол почист отколку самиот фарисеј кој е свештеник, кој имал гордост. Значи, првата недела е за смирението. Смирение значи не биди суетен, не биди полн со себе. Ако правиш добро дело, немој да се само славиш. Доброто дело е код тој што нема, што треба да му помогнеш, а не ти да се славиш. Затоа и ми се смешни тие, така да ги наречам, големи донатори, кои со сосема мали донации сакаат да се слават, да се направат големи. И често се случува, тоа не е вистинско покаяние и вистинска молитва, така го вика црквата. Не е моје. Во Источна Македонија еден таков голем донатор кој што изгради црква, имаше негова икона внатре. Тоа е смешно. Не, тоа е лудо. Или лудо, уште подобро е лудо, не е смешно. Како да е? Или втората недела е неделата на блудниот син, кога помладиот син го побарал неговиот дел од наследството од таткото, тој му го дал, бил богат, овој пошол и најнаш дали го искоцкал, дали го дал се удрил на живот, да речи. Се удрил на живот и потполно без пари тргнал да се враќа дома и да му каже на татко му, земи ми барем како момок. Значи, најми ме да ти бидам работник, веќе немам право на имот, и тоа таткото го дочекал, значи со голема радост и се му простил, затоа што само родителите простуваат. Нели е тоа она вечна порака која треба да му служи на децата? Ние ве сакаме безусловно. Колку и да грешите, ние стоиме зад вас. Еве, денеска тоа се случува. Безвремена е пораката.
Тоа е втората недела, значи, која треба да не научи. Едното е на покаяние, значи на смирено, што вика црквата. Второто е да не научи на проштавање, посебно со блиските, и да му даваме надеж на децата, да му кажуваме дека ние ќе стоиме зад нив. Знаете, во старите општества децата многу побрзо ќе научат. Зошто? Не е сложен животот. Девојчето треба да научи да меси, треба да научи, не знам, да собира плодови, многу малце има активности. Во сегашно време е многу комплексен и сложен животот и децата треба подолго време да останат со нас за да го поминат тој цел процес на учење. Општеството е веќе сложена работа. Добро, во дамнешни времена реално животниот век бил многу пократок, па и самото тоа ги израело децата Но многу и процесот на по-образно. учење е пократок. Па, Значи многу е полесно, имаш инстинкт да собираш плодови или нешто да момчето просто да земе да, не знам, да биде со овците, да ора, да копа и тоа е тоа. Да, значи сега е покомплесно и тука пораките веќе важат. Значи гледате, интервременски интернет, пораки ни праќаат нашите предци од многу одамна, од морален аспект. Понатаму, во месопусната, значи недела, треба да се јади повеќе месо, значи тоа е она заекакување на организмот за постите да се издржат, и во сиропусната белата недела. Или она подсолено месо да се дојади затоа што веќе затоплува, па ќе се расипи. Да, ако веќе не е изеено, мислам Так. ретко да достои до тогаш, знаете, немало баш толку Так. многу како што сега ние Кај што мислиме. биле поимушни. По-богатите, да, ама тие биле... И тие немале помалу- фрижидери тогаш така. Да, ама затоа биле што- помалубројни, не. Так. И во оваа сирна недела се јади обично сирење, се јади риба, се јадат јајца, се што е бело. Во неделата се почнува да се користи свинската мас, порано се викала мрз, секоја форма, значи и дури мрз го ваделе и од млекото дури. И се започнувало со такви видови јадења, што во тоа време било, како да речам, деликатес. Цела зима вие сте немате толку храна, мора да се распредели за секој ден, и со тоа, значи, во саботата се оди на задушница, после тоа иди неделата, кога почнува, значи, таа сирна недела, и оваа недела е исполнета со многу ритуали. Во минатото тоа биле ритуали околу стоката, за да се спремат, значи, се треба да се спреми за големиот пост. Не само уѓето, туку и стоката, бидејќи во нивните верувања, во тоа време предците, нашите предци веќе излегуваат, како што излегуваат во некрстените денови меѓу Божик и Богојавление, така и сега во таа ритуална атмосфера, тие идат да ни помогнат, значи, за идната година, затоа што предците се секогаш поврзани со плодноста во старинските митологии.